За комунални услуги граѓаните во Македонија плаќаат најголем дел од семејниот буџет. И покрај тоа што за јавните услуги одвојуваат речиси 1/3 од давачките за потрошувачката кошничка, најчесто тие не се задоволни од нив. Овие податоци се само дел од заклучоците произлезени од истражувањето на Организацијата за заштита на потрошувачите во врска со правата и интересите на корисниците на услуги. Наодите покажуваат дека многу од потрошувачите не ги знаат своите права, но често и немаат кому да се обратат затоа што системот за поплаки и приговори не функционира секаде. Трговецот Горан Стојановски, кој веќе 25 години се занимава со бизнис, вели дека нема проблем кога незадоволен клиент ќе реши да врати некој производ. И во таков случај уверува потрошувачите се во прв план. Потрошувачот кај нас, зборам за нашата фирма, нашиот дуќан, е максимално заштитен. Често пати се користат со прљави игри, со закани уцени, меѓутоа ние им ставаме точка на почеток, што им кажуваме дека ќе им биде удоволено барањето. Но не се сите трговци исти. Некои од купувачите кои телевизија 21 денеска ги сретна, вела дека воопшто не се задоволни од однесувањето на продавачите кога сакаат да вратат веќе купен производ и покрај тоа што знаат дека имаат право. Мислам дека не сме заштитени, реално кажам. Во поглед на тоа мора многу да се работи за потрошувачите да бидат заштитени. Не се. Сега не се. Маријана Лончар Велкова, председателка на Организацијата на потрошувачи на Македонија, вели дека граѓаните се чувствуваат безпомошни бидејќи не веруваат или пак не се во позиција да ги побараат своите права и не очекуваат дека нивните проблеми ќе бидат решени. Додава дека жалбите на граѓаните воопшто не се помалку на број од основањето на Организацијата на потрошувачи на Македонија, туку дека е зголемен бројот на организации кои нудат помош и заштита на потрошувачите. Не би рекла дека се намали бројот на жалбите, меѓутоа се зголеми бројот на институции кои што исто така примаат жалби и се редуцираше кај нас доаѓањето на жалби, туку се распредели и по другите институции, инспекцијски органи, институции, регулаторни тела. Организацијата за заштита на потрошувачи во своето истражување дојде до заклучок дека е потребно да се воведат нови препораки за давателите на услуги, меѓу другото да донесат нов закон за заштита на потрошувачите, да направат систем за решавање на жалбите и да изготват стратегија за заштита на потрошувачите со посебен акцент на јавните услуги.